Александар, маска, шал или марама е задолжително во Германија. Зошто баш од денеска е оваа мерка? Германија е федерација, па по одредени прашања покрајните имаат право да носат самостојни одлуки, такво и прашањето за задолжителното носење на маските. Одредени покрајни ја воведоа таа мерка уште минатата недела, како Саксонија, Саксонија-Анхалт или Тирингија. Другите покрајни се приклучија кон таа мерка од денеска. Во сите, освен во Берлин и Бранденбург, носењето на маска, марама или шал е задолжително не само во јавниот превоз, туку и при пазарување во продавница. Што се однесува до децата, во скоро сите покрајни до 6 годишна возраст тие не мора да носат маска, но има исклучоци како Хамбург, каде од 3 годишна возраст, или во Саксонија-Анхалт од 2 годишна возраст, децата мораат да носат маски. Вработените во продавниците имаат право да одбијат да услужат некој муштерија доколку тој не носи маска, марама или шал. За оние кои нема да ја почитуваат мерката? И по тоа прашање покрајните донесоа различни решенија. Казните се движат од 10 до 150 евра. Најголемите казни се во Баварија, каде собственик на некоја продавница може да плати 5000 евра казна доколку не се придржува кон овие мерки. Тие се воведени за да му се скрати патот на вирусот да се пренесе од заболено кон здраво лице, иако на почетокот се препорачуваше да не се носат маски, со текот на времето тоа размислување се промени. И сега, кој нема да се придржува до тие мерки, може да биде контролиран од полицијата или од службата за јавен ред, и доколку одбие да стави маска, марама или шал, може да биде исфрлен од јавниот превоз како автобус или воз, па дури да биде приведен. Какви се најавите за целосно отворање на германското општество повторно? Може ли за брзо време да се очекува да се отворат училишта, молови? Одредени продавници веќе отворија уште минатиот понеделник, тие до 800 метри квадратни површина смеја да отворат уште минатиот понеделник, но не сите беа подготвени, бидејќи одреден дел ги беа одјавиле вработените или пак не може навремено да купат дезинфекциско средство, што е сега предуслов. Во различни покрајни има различни решенија, тие се движат од 10 до 20 метри квадратни по муштерија, толку смеат да влезат во продавницата и затоа се ставаат редари или има корпи за пазарење, доколку корпите повеќе ги нема, муштериите мораат да чекаат надвор. Останатите продавници кои што имаат површина поголема од 800 метри квадратни можеа да ја скратат својата површина и да продаваат на само одреден дел, но голем дел од нив не се одлучија на таков потек. Што се однесува до учениците, оние кои мораат да полагаат матура, веќе почнаа додатна подготвителна настава во некои училишта, а од 4 мај учениците во 4-то оделение почнуваат со настава, останатите ученици, како и оние кои одат во градинка, остануваат дома. Александар Методиев од Германија, ти благодарам за овој извештај на јавниот сервис.